Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе разјасниме едно од најчестите дилеми во кардиологијата. Кога на вистина е неопходно поставување стент? Дали секоја блокада на крвниот сад значи интервенција? Кои се придобивките, но и ризиците од стентирањето? На оваа тема денеска разговараме со доктор Тет Трајчевски, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во приватната клиничка болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе оставиме простор и за ваши прашања во програма при крајот на денешната емисија. Останете на Телма. Кога точно се препорачува поставување стент? На оваа тема во денешната Телма амбуланта разговараме со доктор Тет Трајчевски, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во приватната клиничка болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добре ве најдов. Често можеме да слушнеме како некој има еден, два или пак повеќе стента во себе. Па дали има вистина дека стентовите можат кај пациентите со силна градна болка или пак со стеснување на коронарен крвен сад да го спасат животот? Кога точно се поставува? Стентовите се еден од многу битните елементи во интервентната кардиологија и генерално во ендоваскуларните процедури. Односно процедурите кои што се прават користејќи ги крвните садови како патишта да се стигне до местото каде има проблем. Може да сте чуле коронарографија, зборот ангиографија, значи многу одамна се прават процедури во крвните садови за снимање пред се, но интервенциите на срцето датираат 70-тите години од Андреас Грунцинг, кога е направена прв пат балон дилатација, проширување на стесниот крвен сад. И тоа представуваше одредена револуција, бидејќи тие проблеми до тогаш се решава исклучиво со кардиохирургија, со премостување на проблемот. Од тогаш веќе влегуваме директно во конфликт со проблемот. Се покажа брзо дека балон дилатацијата зад себе остава проблеми. Тие проблеми, ако не се решат, како и самиот збор што сугерира проблем нерешен, е нешто што остава консеквенци. 80-тите години почнува имплантацијата на стентовите. Јас имав дури и можност да учам од човекот што има прв стент во светот ставено. Тоа е Жак Пуел во Тулуз, Франција. И беше едно огромно искуство. Од тој период до сега стентовите се нешто што го даде главниот белег во интервентната кардиологија, но и во другите територии каде што се, значи од телото каде што се прават интервенции. Стентот го спасува животот на тој начин што ја завршува процедурата на оптимален начин каде што операторот и пациентот може да ја напуштат салата знаејќи дека работата е завршена. Значи во тоа е спасувањето на животот. Стентот е тој критичен момент што ја дефинира процедурата. Така и ве можеме да видиме, ова е стент? Токму така, тоа е стент на... Што точно представува? Значи како метална решетка е ова? Да. Метална решетка, стентовите има одредена еволуција, како што ви кажав, значи има стентови од различни метални материјали, кои што по дефиниција се ставаат во крвниот сад, го држат крвниот сад расширен, значи да не дојде до повторно стеснување, и остануваат внатре. Битно е да се каже зборот остануваат, што не значи дека немаме и други опции во врска со стентовите. Еволуцијата на изработката на стентовите доведе до нивно полесно ставање и подобри резултати. Како се проценува кај кој пациент ќе треба да се постави стент? Дали само врз основа на симптомите, тешко дишење, притисок во градите, замор, или пак мора да се направи испитување како што е коронарографијата, што споменавте пред малку? Тешкото дишење, болка во градите и така натаму се еден од моментите кои што ја дефинираат потребата, но за жал не се само тие, така да
прашањето вие во одредена инстанца точно, ама не ја опишува работата целосно. Знаете, во надворешноста на телото многу точно сетилата ни кажуваат кај имаме болка, кај имаме проблеми, така натаму. Но во внатрешноста многу органи даваат сличните гоби и треба да се направи сериозно испитување во кое што ќе се види дали срцето е фокус на проблемот и понатаму со коронарографија, односно прво неинвазивни и инвазивни испитувања да видиме со коронарографија дека е срцето, крвните садови на срцето. Коронарографијата е процедура која овозможува веднаш да се отиде во насока на интервенција, да се реши проблемот со отпушување или расширување на стеснетиот крвен сад и да се имплантира стент. Со стентот процедурата се завршува на безбеден начин. Така, на кои крвни садови се може да се постави стент? Дали тоа е обично на крвните садови на срцето или пак на секој крвен сад во телото има потенцијал да се изврши ваква интервенција? Па, сите крвни садови, и венски, и артеријски крвни садови, можат да се имплантираат стентови во сите крвни садови, но еден од критериумите е да стентот сепак може да се имплантира на дадено место и односно првата работа е да има потреба да се имплантира. Значи без потреба направено нешто е нешто што потребата ја дефинира работата, така да може да се имплантира на практички на сите крвни, во сите територии. Крвните садови треба да се со некој диаметар барем 2 мм и повеќе за да се имплантира. Во поситните крвни садови се помалите диаметри се покажа дека не е баш индицирано да се направи тоа. Така да сепак имплантацијата на стентот е во дискреција на операторот. И тоа е многу битно да се каже. Значи многу е лесно да се од надвор суди, најтешко му е на операторот во моментот. Тој ја носи одлуката во моментот на процедурата. Дали секој стеснување, односно секоја блокада на крвен сад кој што е со одреден диаметар, треба да биде стентиран или пак може со промена на животниот стил, со медикаменти да се реши проблемот? На прашањето ви е добро, но тука животниот стил се разбира многу влијае, но пред да се деси проблемот и откако ќе се заврши процедурата. Значи, стентот е во жештината на битката, на што се одлучува за имплантацијата. Прашањето ви исто така многу добро е поставува многу еден клучен момент, дали мора да се постави стент. Со развојот на технологијата, вештината на операторите, согледувањата и сознавањето, се враќаме пак да речем на некој религиозен момент на разбирање, одредена филозофија во таа насока. Значи, да требало стент да се има, можеби ќе се родевме сите со стентови. Одлуката да се кај некој човек имплантира стент е многу критична. Многу критична. Значи, операторот треба да имплантира туѓо тело, кое што на вистина треба да има потребата. Дури техниките и технологиите во работата овозможуваат сега, па да не мора баш и на секоја процедура, интервентна процедура, да се имплантира стент. Може да се искористат балони обложени со лек и тие да ја завршат работата. Но бара една експертиза од операторот, кој што ќе одлучи во најдобар интерес на пациентот. Значи, некој мисла дека е за пари, дека ако се стави стент ќе биде поскапа процедурата. Не, процедурата сама по себе си има терет финансиски, дали за фондот за здравство, дали за поединец, зборам на светско ниво. И тоа е една работа што не треба да се дискутира, треба да се има фокус здравствениот ефект на пациентот. Значи, кога се влегува во процедура не се размислува финансиски, него се размислува здравствено. И треба да се направи максимално најдоброто што е за пациентот. Така да одлуката операторот ќе носи дали ќе третира, пример, со балон обложен со лек, со имплантација на стент или пак ќе се прави нешто друго.
Има ли разлика во итно и планирано поставување на стент од аспект, речеме, на пациентот, но и на лекарот што го ја извршува процедурата? Апсолутно. Апсолутно сте во право дека има разлика. Апсолутно сте во право. Таа разлика е индивидуална. Многу би било добро да се унифицираат работите. Да, ќе му правиме интервенција, ќе ставиме еден стент или не знам. Но дури може да има потреба од ненадеж во сама диагностичка коронарографија да се покаже дека имаме оштетување на ендотел, ние го викаме сега, како да го преведеме, внатрешниот слој на крвниот сад, кое што прети катастрофа. Како да ви кажам, на некој начин во фотофиниш фатена ситуација, се става стент и се завршува работата. Како што реков, со ставен стент на право место, си излегува пациентот и операторот и целата екипа спокојни дека нема да има изненадувања, дека пациентот веќе го извадиле на сигурна состојба. Колку стента максимално може се стави кај еден пациент? Има ли некакви ограничувања? Да речеме, има повеќе стеснувања на повеќе крвни садови? Значи, одлуката за колку стентови ќе се стават е кога операторот, кој што кај секој пациент е различна болеста, кога ќе ја почне процедурата, треба да види дека е навистина завршено. Значи, проблемот кој што се третира треба да се заврши. Значи, пола направена работа не може, поготово во еден крвен сад. Може да се работи еден крвен сад, па другиот крвен сад по неколку дена во следна процедура и така натаму. Но еден крвен сад кога ќе се почне да се работи, мора да се заврши. Да се заврши со тоа што се што е болно ќе се покрие со стент, се што е работено, ќе се заврши на некој безбеден начин. Колку стентови? Стентови може да се стават повеќе во еден крвен сад и во различните крвни садови. Срцето практички има 3 или 4, да речам, или повеќе крвни садови, кои што по критериумите на диаметар и на значај може да се имплантира стент и ако има потреба да се стави. Значи не е лимитирано на еден или на два стентови процедурата. Значи може повеќе стентови да бидат ставени. Може, тука пак ќе кажам, значи многу е битно да докторот кој што работи работата има добро искуство, добро знаење, искуството детерминира очекувањата на докторот што ќе бидат понатаму, значи да знае кога е доволно, кога треба да се запре. Сега денеска има различни видови на стентови. Како правите процека, кој стент е најсоодветен за пациентот? Видете, значи рековме дека стентот кога ќе се стави, нема вадење. Така да, ако се става, треба да се оди од помислата дека треба да се стави најдобар стент што е за пациентот. Најновите генерации на стентови се низ студии испитувани. Јас и во мојата докторска теза испитував стентови различни со различни градби, техники, различни лекови обложени и така натаму нивна компарација, така да во одредени околности, на пример кај диабетичари, кај стентови, кај пациенти со по извијугани крвни садови, со помал диаметар, со поголем диаметар, калцифицирани крвни садови, тие се некои работи кои што дефинираат тип модел за доктор што нормално ги познава карактеристиките и би било добро во една институција да има повеќе брендови на стентови, но кои што се премиум брендови, да речам на некој начин, бидејќи во здравието пак нема тука за живот зборуваме, потребно е да се стави нешто што покажало, докажало најдобри перформанси краткорочни и долгорочни. Има стентови на кои што се аплицирани, се поставени лекови. Да. Дали се тие подобар избор од стентовите на кои што нема лек? Па, се разбира, сите можат на некоја мана да му најдат, да речам,
Но дефинитивно стентовите со лекови се покажаат дека се поадекватни, бидејќи лекот коригира одредени долгорочни состојби, дава долгорочен подобар исход. Краткорочно начинот на техниката на ставањето на стентот, имплантацијата во организмот е исто. Дали има лек, дали нема лек, дали стентот има полимер или нема полимер, нешто што не се спомнува. Тој полимер е некоја врска помеѓу лекот и металот. Има стентови без полимер, со полимер кој што исчезнува. Така да има некои работи, дебелина на нишките, различни се, но треба да се знае дека докторите треба да ги познаваат и да не речам набавните служби на болниците треба да се во комуникација со докторите да премиум стентови се ставаат. А докторот да ги има на располагање различни модели кои што на даден пациент ќе му одговараат најповеќе. Како изгледа самата процедура на поставување на стент од перспектива на пациент? Дали е тоа болно? Потребна ли е анестезија? Колку време трае интервенцијата? Интересно, добро прашање, морам да ви признам. Јас во Англија сум лиценциран исто така доктор и работењето таму ми даде еден нагол на гледање, токму овој што го кажувате вие, и се користеше еден израз да му даеме на пациентот джин тоник. Тоа е, како го објаснува джин тоник, како кога ќе ти дојдат дома гости и се така малце вознемирени, па не знаат како што да прават, како да се отвори дискусија, да се релаксираат. Да се опуштат. И да речем, во културата нивна е да се послужат со джин тоник, за да се релаксираат. Значи, пациентот е во значаен стрес кој што влегува во салата за да се изработи. Јас би бил, да ви кажам, во стрес. Јас не знам, треба човек да е неодговорен, за да не чувствува стрес од една животот дефинирачка процедура што се прави. И тој треба да биде спроведен низ целата таа работа во еден најдобар начин. Значи, од пречекот, од што ги релаксира пациентите. Знаете, стравот прави лачење на адреналин. Адреналинот прави вазоконстрикција. Стеснува крвните садови. Да, и значи директно влие на процедурата, значи. Апсолутно. Ќе качи притисокот. Се е тоа. Сега, дали ќе боли процедурата? Процедурата, пошто ви реков, се користат патиштата кои што се природни, е пациентот изложен на едно боцкање на раката или ногата, тоа што е најдобро за пациентот, значи одлуката дали ќе биде рака, лева, десна нога, лева нога е ако во интерес на пациентот. Има доктори што сметаат дека исклучива само рака сега треба да се интервенира, не е баш така, може да бидат запушени рацете, а може да има потреба и да се ставаат, да се работи со по-широки цевчиња, кои што се пошироки од диаметарот на раката, па тогаш би требало да се оди и преку ногата. После, векторот на сили, односно насоките, кај што ќе се интервенира, да побаруваат. Значи, во главном сега е раката, локална анестезија на раката, патувањето на материјалите, цевчиња, жици, практички треба да е безболно, доколку диаметарот е адекватен, и процедурата во главном да пројде без некои позначени болки. Можно е во моментот на ширење на крвниот сад, пошто се прекинува крвотокот, да има одредена болка. Можно е при ставањето на стентот да се осети болка заради прекинувањето, и ако лезијата е исклучително цврста, тогаш притисокот врз крвниот сад при имплантацијата да доведе до некои чувства на болка, некоја лесна болка, ама се не можеме, како да ви кажам. А сме и пациентот да одреагира, да каже нешто, да Апсолутно, прозбори, да ние сакаме мрдне, цела за да не процедура дојде до повреда некаква, ако се помести? Пациентот сакаме да го видиме, да ни комуницира со нас. Пошто еден од многу убавите параметри, за разлика кога имаме целосна анестезија, кога го гледаме пациентот како е,
и ние сме порелаксирани. Значи, комуникацијата, интеракцијата, тоа е еден од најдобрите параметри за следење на неговата состојба, успешноста на процедурата, тежината на изведбата. Така да, интеракцијата со пациентот е многу битна за време на процедурата. Тоа не значи дека треба да имаме нека огромна дебата, за која што практички ќе не го земе фокусот, али по некој збор во процедурата да се прави да би било исклучително пожелно и тој фидбек, таа повратна врска што имаме е исклучително добра. Докторе, за опуштање пред интервенцијата, што би бил најдобар джин тоник? Па добар збор, пријатно однесување на персоналот, се разбира. Значи персонал кој што е исто релаксиран, кој што е пријатен и така натаму, во процедура треба да се влезе без да се остават проблемите надвор. Зборувам од страна на персоналот за таа позитивна енергија, тој позитивен дух да се пренесе. Мислам дека во институцијата во која што работам, позитивниот дух е една од главните карактеристики и е детерминанта која што ја менува, го влие на исходот, да ви кажам. Не сакам да зборувам повеќе, значи имам случај каде што некој негативизам кога владеело, ретко, дури како си велам да ја влечат несреќата. Нормално се правиме да нема такви работи, но некогаш, знаете, сака позитивен дух. Нормално, сега за некој може да е дури потребно седатив, но... Доколку не може да го издржат притисокот? Да, стресот и така натаму сега. Можда јас би рекол, дајте ми малце да се смирам нешто. Ме разбирате? Така. Значи, треба докторот да процени седатив. Сега не зборуваме за седатив на заспивање, комплетно, да се изгуби човекот, него седатив за да се осети... Значи, тоа е проценка... Посмирено. Па да. И тој израз се вика conscious sedation во англиската терминологија, со тоа што овде би било многу слаба седација. Значи, многу слаба. Многу. Ако веќе мора нешто во координација со пациенти, со секога се прави. Поготово кога имаме драматични состојби, едноставно нема бегање. И сега, по поставувањето на стентот, како изгледа опоравувањето? Тоа е добро прашање и начелно е дефинирано од исходот на процедурата, искуството на институциите. Јас да ви кажам, кај Жан Митрев, малце, да не речам изненадувачки, него да се пофалиме, кај пациент со диагностичка коронарографија, па за 1 сат пациентите се пуштаат дома. Веднаш се на нога? Може Да, веднаш се на нога. Знаете што? Значи, кај пациент со комплицирана процедура, значи, left main, што викаме, со бифуркација и така натаму, што се рачуна нешто state of the art интервенција, колку и да е тешка за операторот, се намачил операторот, оддело бил и тој во еден адреналински момент операторот и завршила процедурата добра. И пациентот е добар, тој може да стане да оди одма. Тој може одма. Што правиме ние, пошто како вика се дува на јогуртот, сакаме да ни стои пациентот да го гледаме дека е малце еден период подобар. Нормално ако е процедурата со стентирање, може да се пушти пациентот и дури истиот ден дома или утредента, зависи ако имаме потреба да го следиме помалце или повеќе, али успешна процедура е успешна процедура и тоа е нешто што е непобитно. Друга е работата кај околности кои имаме инфаркт, со задоцната презентација, пациент со многу коморбидитети, каде што и покрај успешноста на пациентот имаме оштетување на срцето и во тој случај продолжуваме со третман да неговото срце се стабилизира. Али успешноста на процедурата е таа па што ја менува судбината позитивно. Откако ќе биде поставен стентот, дали пациентот може да се врати на работното место? Непосредно по
стентирањето, може ли да го живее нормално животот, да биде физички активен по тоа? Целта на поставување на стент кај пациент кој што нема оштетување на срцето е едноставно да му се отклони проблемот. И тој пациент е практички со отклонет проблем. Кај пациент кој што има оштетено срце, тој понатаму се третира оштетеноста на срцето со лекови, со тренинзи, со адаптација на неговите капацитети и така натаму. Знаете, има завод за рехабилитација, тоа е на терциерна помош која што се дава, значи, кај пациенти кај што треба да се воведат зборувам со тешки инфаркти кои што имале, да се воведат повторно во еден нов живот, да се реадаптираат на нова работа, можда на нов. Но кога имаме имплантиран стент, ако имаме изолирана ситуација, без консеквенци по срцето, пациентот исклучително брзо се рехабилитира. Јас би рекол, знаете, практички му треба 7 дена за првично обложување на стентот со таа внатрешна обвивка или ендотел, па да речам до некој месец дена, кога веќе не имаме такво експонирање, изложување, контакт на металот од стентот со крвотекот. Пошто металот сепак е она страното тело, а кога ќе се интегрира во зидот на крвниот сад, во тој случај сме веќе поспокојни. Може да се јави алергија кај некои пациенти поради контактот со металот? Алергија во прав смисол на зборот е многу, како да кажам, збор кој што не е соодветен, него нека осетливост, реакција. И таа реакција е надмината во голема инстанца со лековите сега што се обложени стентовите. Тоа се имуносупресиви. И де факто таа реакција на организамот на металот беше причина за долгорочните проблеми на стентовите, кои што веќе имплантирани, составањето на имуносупресивот на стентот, веќе тој момент е неутрализиран. Се покажа дека диабетичарите имаат поголема реактивност кон стентовите и за таа намена се трудиме да ги следиме резултатите кај диабетичната популација, како реагира, процентите во однос на недиабетична. Тука ова е еден од критериумите што, да речам, не тера некогаш да одлучиме во насока на байпас да отидеме. Ако гледаме дека треба премногу стентови да се ставаат, тогаш очекуваме дека пациентот ќе има зголемена реактивност преку диабетот, должината на стентови многу, значи онај терет со метал ќе биде позначаен. Во тој случај байпас операцијата нема ставање метал, таа е едноставно автотрансплантација, се земаат крвни садови од различни места од телото се прави премостување. Се премостува со своите крвни садови, значи не ставаме страни тела. Туѓо тело, да. А кои се останатите ризици при поставување на стент? Може ли да дојде до руптура, до пробушување на крвниот сад? Ризици при целата процедура почнуваат од местото на пункција па до ставањето на стентот. Значи може човек да има крварење, може да се оштети крвните садови низ кои што се патува, но сакам да кажам, значи еве и во Оксфорд тие ризици се присутни, нема каде не се присутни, али процентот на тие збиднувања е многу низок. Значи, кога зборуваме за диагностичка процедура, ризикот е помалце од 1 на 1000, помалце од 0,1%, а кај интервенциите помалце од 1%, кај стентирањата. Зборуваме за тешките проблеми кои што воглавном, значи во ретки случаи не може да се решат тие работи, но
сите тие се надминливи проблеми. Се надминливи проблеми и зависат од вештината и тренингот нормално на операторот, и затоа стентирањето не е една процедура која што се учи на факултет, него подалеку во кариерата, кога еден доктор ќе ги совлада знаењата и техниките во работата. Докторе, се чувствува стентот? Има пациенти што пријавуваат непријатности или пак некаква болка по неговото аплицирање? Значи, може, како што реков, од притисокот на ставање, да има одредена болка во градите, од она тензија, затегање на адвентиција, се вика тој надворешниот слој кај што има некоја синервација во него, значи истегнувањето, поготоа атеросклеротската плака која што се набива, и по неколку часа организамот се адаптира, ама не дека е стентот, него целата процедура, пошто таа атеросклеротска плака се турка на надвор, под висок притисок, значи кога зборувам висок притисок, номиналниот притисок на стентовите за имплантација е 9-10-11 атмосфери. Значи практички не би смееле да го имплантираме под користејќи помал притисок. Значи станува збор, ако земеме дека во автомобил гумите се напумпани на 2 атмосфери, значи станува збор за многу голем притисок, така. Но тој голем притисок е толку прецизно се работи, станува збор за таква прецизност, да можноста да дојде до руптура на крвниот сад е исклучително мала, исклучително ретка. Исклучително. Ако дојде до таква работа, има начини за надминување на таа проблематика. Значи, тие работи се надминуваат моментално во салата во која што се работи, или пак, еве да речам, во една интегрирана институција како Жан Митрев има и кардиохирургија за веднаш кардиохируршки да се пристапи ако има потреба. Кардиохирургијата дава еден друг пристап на решавање на проблемите. Ќе им дадеме простори на гледачите, докторот, во момент да се вклучат со нивни прашања во програма. Постои ли ризик на местото каде што е поставен стент повторно да се создаде плака, повторно да дојде до негово стеснување? Постои ризик, ви реков, значи тоа беше де факто една од главните причини заради кои што се еволуираше во дизајнот на стентовите, за да таа можност за рестеноза се намали. Со тоа што да се разбереме, значи и нашите биолошки крвни садови кои што ги имаме, нели, да речам како најдобра опција да е она природното од кое што сме, па веќе се стеснале и делот на крвниот сад кој што е стентиран може повторно да се стесни. По два механизми се тоа се случува. Едниот е реакција на страното тело, а другиот се века неоатеросклероза. Значи, пошто нова атеросклероза, она со холестерол поврзана и така натаму воспалителна реакција. Значи, во тој случај за таа неоатеросклероза е ист третманот како што е и кај атеросклерозата секаде универзална, значи на статинска терапија, АЦ инхибитори, сега имаме и некои нови пристапи, но кај делот на реакција на организамот на стентот ви реков дека дизајнот на металните нишки со обложувањето со лек се тие што ја намалуваат шансата за повторно стеснување. Пред да преминеме на тоа дали пациентите треба доживотно да пијат лекови, оние кои што имаат стент, да го слушаме првото прашање од гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Имам едно прашање до докторот. Така го очекувам. Ме интересира кога се става стент и кога се става песмейкер. Што е разлика меѓу стентот и песмейкер? Докторе, да имате некој подпрашање само? Не, во ред. Ви благодарам за вклучувањето. Прашањето е многу јасно и благодарам што ми го поставивте прашањето. Нормално е да не ги знаете разликите, станува збор и едниот и другиот за странски збор кој што баш и не кажуваат многу. Значи, стентот се става во крвните садови кои што се стеснети или запушени, како начин да се заврши
процедурата, значи арматура во крвниот сад за да остане тој проширен како што треба. Значи кога ќе го видиме, знаете како кога ќе почнеме процедурата, кога ќе сликаме, кога ќе го видиме и нас не ни доаѓа пријатно да види човек такви стеснувања. Кога ќе завршиш процедурата, исполнета ти е душата, колку убаво испаднало на крај. Значи, стентот е тој што го дава тој финален изглед. Гледате и на позади на панелот колку таа арматура каков добар резултат знае да даде. Со балон дилатација може да се дилатира и не се добива резултат. Се става стентот, се става таа арматура и е безпрекорно. Пейсмейкер е уред кој што се имплантира за срцеви проблеми, но кај луѓе, по некоја причина, едно релативно здраво срце, здраво, едноставно престанува да работи, забавува. Значи, еве сега мене ме гледате, може да ви изгледам здрав, и сега замислете во вакво здравје, одеднаш да изгубам свест. И катастрофа да се деси. Таа работа може да, значи, ако се следи, почнувајќи од пациентот, во интеракција со матичните доктори, да почувствуваат дека човекот веќе нешто се случува, тоа е значи, со ритамот на работа на срцето, тој уред се става и континуирано го прати, станува збор за исклучително интелигентен уред, со алгоритми, софтвери, релативно многу мал уред, кој што се имплантира под кожата, ја прати работата на срцето и ако јас, например, сега во моментов, срцето моје одлучи да прекине да работи, без да е нешто поболно, прекине, едноставно не работи. Знаете дека неколку минути неработење на срцето е фатално. Тој уред моментално се уклучува, го стимулира работењето на срцето, праќа сигнал. Му вика, чукај, чукај. Сега тој муабет не е вака како ја ќе му кажувам. Но ова е пластично појаснето. Да, сакам да ви објаснам, значи како тоа го прави да не одиме во технологија и едноставно нема ни да приметите дека нешто не било во ред со мене. Нема да приметите, но се разбира како што ви реков, оној религиозниот момент да беше така, од Господ ќе бевме со пейсмейкери, екстра, ние имаме делот во срцето, има дел во самото срце кој што има таа задача. Ако тој дел не затаи, значи има луѓе кај што тоа може да се деси и на возраст од 30, 40, може и од раѓање да биде присутно. Битно е дека сега имаме решенија за тоа. Сега, не е за денеска, тоа е децении назад, но има решение едноставно да му се врати на човек животот долговечност. Значи луѓе со тој пейсмейкер си живеат 90 години живот. Па што се случува? Се менува апаратот, батеријата и се продолжува. Ете имам една желба само да кажам за батеријата. Значи кога бев студент беше мојбетот зошто нема батерии што траат вечно. Значи не треба да траат вечно, треба да се испразни за да се смени апаратот и на човек да му се стави нов, кој што може да е подобар или поадекватен за пациентот. На некој начин го принудуваме системот за здравство да му се смени, да добие понов, пософистициран апарат. Да, и што му е соодветен на возраста, на состојбата и така натаму, значи да не инсистираме на бескрајни апарати. Уште еден гледач имам. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас немам прашање, само сакам да се заблагодарам на доктор Јорго Панов. Пред 17 години ми вгради стент и многу сум благодарна што ми го продолжи животот. Најнормално претпоставувам живеете, немате проблеми од тогаш. Да, јас сум живеам. Колку често правите прегледи? Па сега, додека беше брзо праве прегледи, сега не сум отидена. А сега не сте отидена. Ајде сега да прашаме докторот дали треба да се прават редовно прегледи. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Колку често треба контролни прегледи да бидат изведувани?
И какви тие да бидат? Значи, пак како што реков, ако човек се боцне во прсот, многу добро знае кај му е проблемот. Внатрешните органи нема толку јасна, да речем, дистинкција кој орган е засегнат и како да се препознае тоа. Например, во градниот кош имаме бели дробови, имаме хранопровод, имаме срце, обвивки, така натаму. Значи, болката е недефинирана, одредени нелагодности се тие што го мотивираат пациентот да се јави на преглед. Но, морам да кажам, сега да поздравам, сега да речам, Министерството за здравство не е ова, него Министерство за здравство како институција во Република Македонија, не е ова политички разговор. Значи, континуиран тренд е на интеракција со матичните доктори. Матичните доктори се под одреден, не да речам притисок, него обврска, континуирано прават тренинзи за проценка на кардиоваскуларните ризици на пациентите, нивно елиминирање и насочување кон прегледи. Значи, првата интеракција имаат и матичните доктори би требало да ги препознават. Затоа што имаме и пациенти со ризици кои што едноставно не ни ги чувствуваат. Еве кај диабетичарите може да нема градна болка, а пациентот да има инфаркт. Таа состојба кај пациент друг може да биде со најголема болка. Како велиме од 1 до 10, вели 10 ми е болката. Така да различна е интерпретацијата и доживувањето и заради тоа ако во семејството имало историја за такви работи, ако пациентот има ризик фактори, треба повеќе да мисли на таа работа и да доаѓа на контроли. Тоа е во примарна превенција, што зборуваме, пред да се деси нешто. Кога веќе ќе се деси нешто, кога веќе ќе се утврди дека навистина пациентот има дефинитивно коронарна болест значи стеснување со градни болки, кое што е стентиран, бајпасиран, независно дека имал или немал инфаркт, значи веќе имаме јасна состојба дека пациентот е со тенденција на оваа состојба, стварање на организмот на оваа состојба. Во тој случај прегледите треба да се прават редовно по препораката на докторот, зависи докторот ако направил интервенција, ќе направи план за на почетокот почесто прегледи и после да се проречат. Така. Нормално ако има некакви нови тегоби би требал да се јави мотивиран од тегобите, значи не може да чека дека докторот му рекол дојди по 6 месеци или по 2 месеци, сега да го чека датумот, ќе треба да се јави веројатно и порано. Така да треба и да се индивидуализира состојбата, али првата работа е превенција, да се препознаат ризичните случаи, а понатаму и да тие што веќе е докажано малце почесто и поодлучно да се третираат и да се превенцијата да биде малце поодлучна. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Почека малку гледачот да видиме дали си уште на линија, ќе му дадам уште една можност. Добар ден за него. Дали... Гостинот и вас ве поздравувам. Ви благодарам. Едно прашање сакам да поставам до докторот. Така. Со мозочен удар и со стен ставено на срцето, сега има недела дена, сопругот не е во добра состојба. 30 секунди гледам на саат, срцето престанува да му работи и после забрзано работи. Па сакам да ми појасни ако може. Ви благодарам многу. Дали ви се доволно информација или имате уште некое прашање? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето. Што би дале како насока? Од 2012 година во проширеното мое, да речем, едуцирање, се занимавам со, да речем, тренинзи и обука за третман на мозочен удар, меѓу другото. И тоа што можам да ви кажам, дека срцето и мозокот се исклучително поврзани органи. Исклучително поврзани органи.
имаме многу често таков случај да пациент кој што за жал добил мозочен удар, во еден краток рок добие и срцев удар, кој што веројатно може да е тригериран, предизвикан од состојбата на нарушување што ја добива организмот од мозочниот удар. Значи имаме во болница да ни лежи пациент во исто време со мозочен удар и срцев удар. Истовремено. Да. Во нормално дека срцето и мозокот, емоциите, состојбите во мозокот влијат на срцето, но и срцето влијае на мозокот. И таа интеракција и таа поврзаност е сега баш имаше некои велат stroke heart syndrome. Како да го мозочен удар срце мозочен удар синдром. Синдром на срце на и мозочен удар. Да, не срцев удар. На срце и мозочен удар. Таков синдром, така да во таа околност срцето е на некој начин нападнато од мозокот. За да се види во денешно време, многу е тешко да се каже нешто генерички, како што порано се трудевме да дадеме дилкоран на сите пациенти со желба дека сите тегоби ќе ги лечи, или па верапамил, па сите аритмии ќе ги решиме со него. Во денешно време се прават почнува со ЕКГ, да се види, значи мора да се сними ЕКГ, тоа ЕКГ треба да го види кардиолог во моментот кога ги има тие тегоби, значи дали тоа ќе биде 24 часовно, дали ќе биде 10 секунди ЕКГ снимка, дали пациентот може да има некој монитор, еве овој часовник јас што го имам овде, има можност да прави ЕКГ. И се покажа дека тие ЕКГ точно носат диагноза на пациенти кои што ретко се случуваат работи, ама го има, направил ЕКГ, нормално младите луѓе многу полесно би го разбрале, али има и такви, пред неколку дена ми пушти еден пациент со предкоморни коморни отчукувања, кои што ги фати. И со часовник. Да, и ми пушти на Вибер, ми го пушти ЕКГ-то, го гледам. Знаете, имаме ние многу работи каде што човек има тегоби, а не му веруваат од страна. И се тие на нервна база си, а тоа има навистина маки. И сега проблемот е што тие работи не се фаќаат во дадениот момент. Сега новите уреди очигледно го возможуваат тоа. Да, значи или ќе се стави апарат за мониторирање кој што се носи, ги викаме холтер монитори, или и ова пациентот ќе го уклучи во момент ќе направи снимка, но сега тие неправилности во работата на срцето може да се третираат многу снайперски прецизно. Значи, не да дадеме еден лек, па да се надеваме дека ќе... Не, сега, тоа е проблемот, решението е ова. До толку е напред отиден третманот во нарушување на ритмот на работата на срцето. Така, ова е убаво да се знае како информација. Докторе, се враќаме уште едно прашање, имам време за однос на стентовите. Дали тие имаат пак рок на траење? Бидејќи споменавте дека уредите обично имаат рок на траење. Многу ви е добро прашањето. И дури сега имаме и дефинирање според зборот стент. Значи, зборот стент представува траен имплантант. Траен имплантант. Тоа е многу битно. Трајно. И рок на траење нема. Се става и останува таму за вечно. Но, како што ви реков, имавме еволуција на изработката на овие материјали, па се зеде во размислување во една насока, а што ако овој имплантант го ставаме за да заврши одредена работа и после да направиме да го снема. Споредбата е како скеле при градба на куќа, на зграда, се става скелето, се гради куќата, кога ќе се изгради, го вадиме скелето, го завршена е градбата, го тргаме скелето и го нема. Значи, таа структура, таа арматура останува за стално кај стент.
А тие што тие ги викаат скелиња, скафолд се вика. Скафолд, така. Скелен, значи таква работа што Биоразградливи? Да. Има направени од полимери. Добро. Да, лактатни полимери и има метални на база на магнезиум кои што, ајде не речем, ќерѓуса. Се топат во организамот. Но имаат одреден период кој што ја задржуваат својата цврстина и структура. За жал, овие скелетни или скелиња што се вградуваат со кратко траење, релативно кратко траење, се уште немаат покажано доволно добри резултати да ги напуштиме стентовите. Значи, во даден момент, крајниот исход, значи не е само во моментот. Прво, второ, и имплантабилноста кратко трајно земено е малце потешка отколку кај овие премиум стентовите што ги кажувам. Значи каде што работите одат безпрекорно добро, наспроти другите обиди, значи ова е само да ви кажам дека се работи на некои подобрувања, размислувања латерални. Науката оди напред. Да, али во на моментов посовремени решенија. Толку се добри стентовите, па не би рекол дека имаат некаква мана. И покрај тоа што се имплантираат, на вистина си ја вршат работата долгорочно. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за ова прекрасно сликовито појаснување поврзано со стентовите. Благодарам и вас и поздрав до гледачите. Добро здравје. Се гледаме повторно. На гледачите ќе им заблагодарам што проследија уште едно петочно издание на Телма амбуланта кое што го реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Почитувани ви посакувам пријатен ден и добро здравје.